Годината не е битна, туку е битно што се одбележуваат 150 години од раѓањето на учителот Кукуш, еден од апостолите на Македонска револуционерна организација, Гоце Делчев. Човек кој беше инспирација за многу години борба на македонците, која кулминираше со антифашистичката борба и самостојна Македонија. На овој ден човек мора да се запраша дали го остваривме сонот на Гоце, а како што изгледа го остваривме само кошмарот негов. Да го цитирам Гоце, Македонија и македонците имаат своја политика и своји интереси. Оние кои сакаат присоединување на Македонија кон Бугарија, Грција и Србија може да се наречат добри бугари, грци и срби, но никако и добри македонци. До сега во историјата сме имале на власт многу добри и бугари, и грци и срби, но сме немале добри политичари, сме немале честни политичари, сме немале некој кој ќе тргне со сидрото напред, што би рекол еден наш доскорашен премиер. И сега да видиме зашто сме таму кај што сме. Ево на почеток да видиме Рашковски е пуштен од домашен притвор, исто и Трајко Велјановски, што е можда и некоја казна на ова ладно време да мора да шетаат надвор, можда судот сака да ги казни, не можеме да знаеме, но во секој случај кауцијата на Рашковски е скоро 200.000 евра, што е добро за две мекици, не е лошо по 100.000 евра, Торијана веројатно нема да изземи тие пари. После тоа додиме со вестите кои сите не интересираат, например, Комисијата за здравство има 24 нови члена, што треба да се соберат секоја недела, па да кажат дека нема потреба од нови мерки. Но сепак, оваа недела тие донесоа нова мерка, која не траеше многу, да се направат списоци на луѓето кои треба да се во изолација и тие да ги има на веб-сайт, како Facebook за болни со корона, каде што може да прочиташ кој е све болен. Ево, Милијана Киевски е болен, му посакуваме побрзо за заздравување, има многу работа. Има многу болни, но поради притисок од јавноста тоа беше повлечено, па сега ќе може секој за себе да провери дали треба да е во изолација, што е прилично корисна алатка, затоа што не знаеш дали треба да си изолиран или онака имаш корона, а не мораш. Се расте сметките, расте инфлацијата, храната, струјата, бензините, единствено што не може да порасне никако е минималната плата. Иако одредено лице со иницијали ЗЗ во октомври вети дека таа до декември ќе биде 300 евра, сепак синдикатите преговараат со владата за да се најде решение минималната плата да стигне некако до 18.000, што може да е голем проблем за газдите кои ќе ги бараат парите назад, па ќе треба поиќе да бројат, им треба онако тарапана како банките. Али добро, тоа е проблем на луѓето што земаат по 1000 евра плата и секој ден дневници да решат дали другите ќе можат да преживеат некако со 300 евра. Покрај платата, туку имаме и некои вести од естрадата, од рок сцената, што ми е многу мило дека и таа заживеа. Димитров вели дека го влечеле на митинзи како рок звезда. Луѓето кои што ме носеа по митинзи не баре бев рок звезда. Истите тие луѓе сега со дрва и камења по истиот човек. Нормално е кога некоја група ќе се распадне, па членовите ќе се разделат, некој им се бендисва Пол Маккартни, некој Џон Ленон. И сега тој треба да гледа на ова како на предизвик, пошто минатата влада немаше проблеми, имаше само предизвици. Еден предизвик за соло кариера, што не е воопшто лошо. Може да прави што сака, сам да прави митинзи, концерти, може да и на плоштад, некој ден на Евровизија ќе видиме. Има мојата поддршка на Звезда Гранда или веќе никад не е касно ако се појави. Како му е желба. Од вестите на музика да додиме на една вест која е многу интересна. На Али Ахмети му пукна филмот конечно. СДСМ ДУИ планираат воведување на рестрикции. Пазарот помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Заев го претвори пописот во маркетинг алата на ДУИ. Еднострана, од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Е влада на ДУИ, поддржана и администрирана на СДСМ. Еве тој на Facebook како секоја просечна тинеџерка кој се скара со бившите, тој во исто време се скара и со сегашните и со бившите. Со едно ревенж видео каде што се појавуваат, како што видовте, членови на
СДС и на ВМРО кои велат дека дуи си криминалци. Ова беше капката која прели чашата за Али Ахмети, кој не може да работи во вакви услови за македонска држава, затоа што СДСМ и ВМРО неизменично се менуваат, за нив некој пат дуи се криминалци, некој пат се соработници и му смета на Али Ахмети веројатно немањето на континуитет и соработка во нивните дела. Тоа беше се за оваа недела.